Почитувани членови на бордот на Македонија 2025, почитувани присутни, драги пријатели. Постојат настани на кои луѓето доаѓаат за да слушнат само говори, а постојат и настани како овој, каде што луѓето доаѓаат затоа што веруваат дека можеме повеќе. Изминатите 2 дена не зборувавме само за економија, технологија или инвестиции. Зборувавме за меѓусебна доверба, за визија, за тоа каква држава сакаме да изградиме и каква иднина сакаме да оставиме зад нас. И тоа е веројатно најважната порака од овој самит. Дека македонското општество има знаење, има талент, има луѓе кои успеваат и дома, но и во целиот свет. Но сега е време тој потенцијал да го претвориме во резултати. Во текот на овие 2 дена се разговараше за економски раст, инвестиции, лидерство, иновации, дигитализација и конкурентност. Се отворија сериозни прашања за тоа како да изградиме поефикасни институции, како да создадеме подобра бизнес клима и како да обезбедиме услови младите да ја гледаат својата иднина тука, дома. Посебен акцент беше ставен на вештачката интелигенција и дигиталната трансформација не како далечни концепти, туку како реалност што веќе го менува начинот на кој работиме, учиме и се надпреваруваме во светот. Во време кога технологијата се развива побрзо од било кога, нашата задача е да создадеме општество што нема само да ги следи промените, туку ќе знае и да ги искористи. Во свет што навистина брзо се менува, малите држави не можат да победат со големина. Победуваат со знаење, победуваат со агилност, со доверливи институции и со способност да се адаптираат побрзо од другите. Затоа денес зборуваме и за инфраструктурно поврзување, за инвестиции во човечкиот капитал и за модерна економија. Не само затоа што тоа добро звучи на конференцијата, туку затоа што станува предуслов за стабилност, отпорност и долгорочен развој. Но исто така верувам дека се зборуваше и за нешто многу подлабоко, за самодоверба. Предолго како општество сме чекале некој друг да ни каже и потврди дека можеме. Јас верувам дека сами можеме да го докажеме тоа. Особено сум горд што овој самит уште еднаш ја покажа силата на македонската диаспора. Нашите луѓе ширум светот не се само емотивно поврзани со татковината. Тие се важен дел од нашата иднина. Преку нивното знаење, искуство, глобални мрежи и инвестиции се отвараат нови можности за развој, иновации и меѓународна афирмација на државата. И кога македонски претприемач во Торонто, инженер во Берлин или професор во Њујорк ќе успее, тоа не е само личен успех. Тоа е доказ за капацитетот што го носиме како народ. Затоа и Министерството за надворешни работи и надворешна трговија останува силно посветено на градење на уште посилни врски со диаспората, но и на модерна економска дипломатија што отвара нови пазари, нови партнерства и повисок стандард за живот. Европската иднина исто така останува наш избор. Не затоа што некој ни ја должи, туку затоа што тоа е патот на реформи, владење на правото, силни институции и повисоки стандарди за живот. Но исто така мора да разбереме нешто важно. Никој нема да ја изгради нашата иднина наместо нас. Тоа е наша задача, тоа е наша одговорност и наша генерацијска шанса. Нашата задача сега е јасна, да создадеме држава што ќе биде доволно силна младите да сакаат да останат, доволно модерна за талентите да се враќаат и доволно самоуверена да се надпреварува и со најдобрите. Со силна агенда, со важни пораки и со учество на истакнати говорници од земјата од странство, токму овој самит уште еднаш се потврди како една од најрелевантните регионални платформи за идеи, партнерства и иницијативи, насочени кон развој, лидерство и онакво глобално поврзување како што ни треба. Затоа,
нека овој самит не биде само уште еден успешен настан. Нека биде нов почеток за партнерства, конкретни иницијативи и заедничка акција. Бидејќи иднината не им припаѓа на најгласните, им припаѓа на оние што се подготвени да ја создадат. Ви благодарам.